За жал, не постои некаков баланс сега во моментот меѓу тие два краја и во таа смисла не може во моментот врз база на сегашната политика на актуелната власт да се кажува дека има дилема. Значи дилема нема. Ние сме заглавени во тој српски свет, за жал, веќе втора година земјата, како што и кажа Никица на почетокот, е надвор од сите евроинтеграции и тоа не е нешто што е еден сплет на околности. Тоа беше намерна политика, изградена политика која што земјата ја закочи на европскиот пат, бидејќи за среќа евроатлантските интеграции веќе беа завршени. Не може да речеме да се вадиме дека 2024 ние не знаевме и кој е Орбан и кој е Вучич и тоа е 2 години по руската инвазија и во таа смисла европската политика беше многу јасна во однос на сите овие глобални и регионални играчи, дури и доаѓањето на Трамп, барем од Европската Унија и од целиот прогресивен свет се знае како беше пречекано. Така што, за жал, Мицковски и ВМРО ДПМНЕ уште предходно уште во опозиција ја престроија државата во тоа да бидат во групата на некој начин, како ги нарекуваат, rogue countries, значи на несаглам влади во однос на целата европска интеграција. Во таа смисла, еден од главните приоритети во приближувањето кон Европската Унија е усогласувањето на надворешната политика целосно со политиката на Европската Унија. Владата до 24-та беше целосно усогласена и тоа можеше да се види. Ако следите што се случуваше од тогаш до сега, че Македонија за жал е во 7-те и 8-те најнестабилни, најшашави земји кои што водат некаква политика. Кој не ги гласа резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации, кој не се устројува согласно тоа како гласа целата Европска Унија, тоа е Северна Македонија, Унгарија доскоро, меѓутоа не повеќе, и неколку други режими или политичари кои што водат своји недоследни и секако недемократски политики. Не случајно за вице-премиер и министер на многу важното Министерство за меѓуетнички односи беше донесен еден апсолутно некомпетентен и лош политичар, како што беше Иван Стојлковиќ. Така што сето тоа има консеквенци и таа консеквенца ја доведе земјата таму каде што е. Во таа смисла беше смислено, меѓутоа нели кратковидо, бидејќи убави воведи даде Никица, македонската култура, исто онака како што е, да речеме, и украинската, значи сите и српската, сите земји кои што имаат аспирација да станат современи европски држави, својот идентитет и својата дистинкција ја базираат на европскиот културен контекст. Благодарение на европскиот културен контекст, нашите народи, а потоа и нашите држави се еманципираат. Во таа смисла, дури современа Турција на Ататурк, па и предходно Отоманската империја, сите својата современа историја и политички контекст го црпат пред се од просветителските стремежи и амбиции кои што настануваат нели и со ослободувањето на Америка која што прослави 250 години и со француската револуција. И
затоа за нас нема поголема несреќа од тоа што овие 2 години ние станавме некаква реплика на Орбан во моментот кога народот на Унгарија, а потоа и Европската Унија, го демонтира тој Орбанов режим, а и, како што рековме, режимот на Вучич е при крај, а гледаме во последно време дека и работите со Руската Федерација не одат како што тие посакуваат. И да биде уште по-страшно е ова некапацитетност на актуелната врхушка да изгради државничка и долгорочна политика. Тие едноставно не успеа да ги проценат тековите пред се на глобално ниво и на самата европска политика и најчесто сега се соочуваат со задоснета памет. Во таа смисла и ова устројување со Преспанскиот договор и ова среќа, тоа е среќа не на актуелната власт, туку тоа е среќа на нашата земја, што ние сме сега дел од НАТО и сме дел од големото семејство и имаме некакви гаранции кои што можат да не заштитат од најштетните механизми. Така што во таа смисла велам, ова кратковида политика направи многу штета. И да мислите, значи, дека вие ќе добиете само затоа што вие ќе бидете министер или премиер подобри услови за разлика од официјалната институција председател или влада на републиката, тоа значи дека вие немате врска од институционализам и што всушност значи една современа демократска држава. Во таа смисла, цела ова домашна хистерија која што беше насочена и се уште трае околу така наречениот француски предлог или преговарачката рамка, за жал е недораснатост и на нашето раководство политичко од актуелната власт, но и на целата јавна сфера околу тоа дали може или не може да се добијат подобри услови само затоа што ние ќе тропнеме на маса, а некој друг демек нема да тропне. Тоа се такви никакви аргументи. Добро, значи 2 години како ова власт владе и погледот нели на најстарата демократија американската, тоа е така наречениот midterm, нели сега е момент граѓаните да резимираат дали овие 2 години видоа политики кои што носат просперитет и кои што Македонија може да ја направат, еве таа е излитена фраза сите кажуваат, пристојно подобро место за живење. За жал не е така и државата пука и се распаѓа по сите шавови, при што нашата, затоа и ја правиме оваа дебата, ова седнување во скут на српскиот свет е најлошата политика. Во таа смисла, граѓаните треба да се прашаат дали сакаат да бидат последната енклава, последното прибежиште на еден свет кој што се распаѓа. И ако Орбан, нели како што го прибра Орбан нашиот Грујо, дали сега ние, Македонија, дали Куманово сега ќе биде последното прибежиште на Вучич, на Орбан и на сите други такви авторитарни структури. Мислам дека во таа смисла мораме да се свестиме како држава и како јавност и да ги повикаме на отчетност, значи на отрезнување од ова машина недемократска, авторитарна и медиумска и секаква во која што сме. Значи нема да им стане на граѓаните подобро и од тие причини треба хипокризискиот однос кон стварноста и ставањето на главата во песок како нојот, како општествено поведение да се напушти и да се делува и граѓански, и политички, и интелектуално, и критички за таа ситуација да се промени.